Почитуван министер и драг пријателе Никос, почитувани представници на владите на Република Грција и на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, почитувани и драги пријатели. Навистина ова денеска е исклучителен историски настан. По речиси 3 децении, овде во Атина седнуваме заедно, ги надминуваме сите блокади на минатото, ги надминуваме сите стереотипи од минатото, ги надминуваме сите оние состојби што не разделуваа и создаваме нови вредности, нови патишта, нови пријателства. Патот на пријателството е трасиран помеѓу нашите две држави, тоа веќе никој никогаш не може да го попречи. Темата која што денеска ја дискутираме можеби една од клучните кои што придонесоа во минатото да имаме сериозни проблеми меѓу нас. И затоа денеска овде, на отворен начин, помеѓу вакви представници, мои почитувани дел поранешни колеги, и извонредни експерти во областа на медиумите и на познавањето на темата која што денеска дискутираме, тоа е лажните вести, верувам дека ќе проговориме отворено, искрено и единствено што ќе успееме, тоа е дека ќе го продлабочиме пријателството и ќе најдеме начин како нашите граѓани преку медиумите да добијат вистински точни информации, а како медиумите и новинарите да комуницираат и соработуваат помеѓу себе. Трендот на ширењето лажни вести и дезинформации, како на национално, така и на регионално ниво, е најголем подкопувач на демократските и реформски процеси, како и на европеизацијата на регионот. Целта на таквите параинформации е да ги подкопа владењето на правото, политичката стабилност и да ја корумпира и да влијае на работата на новинарите. Нивната намена е да наклеветат личности и да попречат или да дискредитираат политички процеси. Во регионален контекст, лажните вести кои се насочени кон етничка, политичка и верска нетрпеливост се заеднички непријател на трендот на помирување на земјите од Западен Балкан и нивната конечна европеизација. Тие се исклучително плодно оружје во раците на регресивните сили и пропагаторите на евроскептицизмот, национализмот и секакви форми на радикализам од политички до верски и идеолошки. Кампањата на дезинформации и лажни вести поврзани со Преспанскиот договор е одличен повод за една ваква денешна дискусија. Во еден период беше со огромен интензитет, како што не сме посведочиле досега. Траеше за време на подпишувањето на договорот, а најголем интензитет го имаше за време на референдумот што се одржа во Република Северна Македонија. Дезинформациите поврзани со договорот од Преспа најчесто се базираа на селективно избрани сегменти од членови на договорот на кои им беа додавани нови значења преку шпекулации кои беа представени како факти, за да бидат представени во погрешно светло во потпалувачки изјави. Скоро по правило, без посочување на изворот на информациите. Тезите што се пласираа во јавност беа, например, Грција го напиша нон-пейперот со уставните амандмани што треба да го спроведе владата. Се менуваат меѓународните кодови и кратенки. Го губиме сето она што го имаме, јазикот, идентитетот, националноста. Понатамо, шпекулација од типот, договорот нема да помине во Грција. Ќе го смениме и името, и уставот, и ќе останеме извисени. Грција нема да го почитува договорот во иднина. И многу други вакви примери. Секако поради природата на темата и поврзаноста со Грција, голем дел од написите покрај домашни цитираа грчки политичари, медиуми, меѓутоа, повторно велам, без именување на извори од каде потекнуваат информациите. За пошироката публика беше ширена и дезинформацијата дека договорот и референдумот немаат поврзаност со влегувањето во Европската унија и НАТО на Република Северна Македонија и дека е можна интеграција на земјата во тие структури и без промена на името и без постигнување на ваков договор. Односно дека компромисот со Грција не само што е штетен, туку е и непотребен. Како пример ќе извадиме неколку наслови. Бан Ки Мун ни порача на Македонија да не прави компромис за името со Грција. Или Русија ќе го замрзне Преспанскиот договор. Или Русија сепак ќе го блокира Преспанскиот договор, но Ципрас го молел Путин да не вложува вето во Советот за безбедност на Обединетите нации. И многу други вакви примери, верувам дека и другите говорници ќе имаат што да кажат на оваа тема и многу други примери. Почитувани, целта на оваа кампања со лажни вести и дезинформации е да предизвика конфликт. Беше да предизвика конфликт, беше да предизвика неуспех на референдумот и да пропадне договорот од Преспа. Но кампањата, за среќа, не успеа. Како влада повикавме на конструктивна атмосфера и отворена дебата со граѓаните, без страв
заплашување и притисоци да градат сопствени ставови за секое отворено прашање. Од почетокот на процесот, ден денеска па и понатамо, остануваме на ставот дека гласност и транспарентност во процесот треба и мора да има, и ние сме горди што учествуваме во создавањето на тој амбиент. Гласноста им овозможува на професионалните и независни медиуми да го изразат ставот на граѓаните и интересот на јавноста во една демократска држава. Овозможивме дебата и на една ваква чувствителна тема. Актуелната влада на Република Северна Македонија и нејзините политики демонстрираа дека постои силна политичка волја и стручна подготвеност да ги спроведуваме медиумските реформи и да ги подобриме условите за работа на медиумите во соработка со медиумските професионалци. Како централна и извршна институција се заложивме дека во својата работа, а особено во сферата на комуникации, ќе бидеме отворена влада. Отворена влада која константно во јавноста пласира точни и проверени информации. На лагата и јас противставивме вистината. Тоа е најголемото оружје против лажните вести. Длабоко верувам дека токму вистината ќе го продлабочи искреното пријателство и ќе ја интензивира соработката и земната поддршка на нашите две држави и на граѓаните од двете земји. Оваа денешна средба, прва од ваков тип, недвосмислено ја испраќа пораката дека владите на двете земји, заедно со новинарите и медиумите, ќе бидеме предводници на овие процеси. Ви благодарам и ви пожелувам успешна работа.